И еве сме повторно назад после кратката пауза, почитувани гледачи, да го продолжиме разговорот со нашите гости. Во овој дел секако ќе споделиме и фотографии кои што тие ни ги пратија, нивни лични фотографии, па да можеме некако да ги запознаеме повеќе и преку фотографиите. Меѓутоа, ние имаме овде едно прашање. Андреа, ќе те замолам по едно прашање да се извлечете еве од ова стакленото тука. Земете се сите по едно ливче. Благодарам, ова се тие страшни. Значи, од шведска култура човек се гледа дека е странец. Добро, да, тие се така некои неформални прашања, слободно отвори си прочите, можете слободно да отворите, само ако ти треба проблем, мислам, со читањето си во ред, така? Да. Добро, и така малку да видиме што ќе одговорите на овие прашања. Ајде, Андриче, затоа што ти прва отвори, што е твоето прашање? Во што најмногу веруваш? Во Дедо Мраз. Во Дедо Мраз апсолутно верувам. Мислам дека сите треба да веруваат во Дедо Мраз. Да. Верувам во најмногу во универзумот и дека се си доаѓа на свое место во еден одреден момент. Кога треба да дојде? И јас многу често велам, ако не е секој што треба, не е дојден крајот. Значи му треба уште малку време, па ќе се наместат работите. Верувам во добрината кај луѓето. Верувам во тоа дека е кај секој еден скриена некаде длабоко, кај некој не е воопшто скриена, ама и кај оние кај кои потешко се забележува, мислам дека е тука некаде, само треба да излезе на површина и да се види. И верувам секогаш во подобро утре. И да не бил денес најдобар денот, секогаш имаме простор да утре го направиме малку подобар, да смениме некои работи. И јас многу често велам, фала Богу што дошло утре и што сме тука и што сме живи и што сме здрави и може да го направиме подобар денот. Прекрасно. Поздрав до твоите мама и тато што направиле одлична работа со тебе, ако и лично ги познавам, така да секоја честа да останат сите овие убави мисли во оваа година и така да продолжи секоја година. Супер. Јуля, да дадеме предност на дамите. Ајде, на дамите, да. Што го прави светот подобро место за живење? Музиката. Јас. Музиката на Јуля. Да. Јас, одличен Покрај тоа, одговор. не, би издвоила апсолутно тука се децата. Децата кои што ни се инспирација, Благослов. мотивација, благослов, секако да нели секој ден стануваме се подобри и подобри личности. Да, не учат многу, не Да се учат. бориме за нив, има една песна од Тоше Проески која што вели за овој свет еден и единствен треба да се бориме и за детска насмевка треба да се бориме, така. Мислам дека апсолутно децата и сите нас воопшто. Добри луѓе, добри души кои што нели го прават светот уште побар. Јуля, млади сте, Браво. може да го разубавите светот со уште некој детенце или грешам, се шегувам. Па види се 42 години, види никад никогаш не никад. Да, така да не знам, можеби. Ќе видиме новата година што ќе донесе. Не се знае. Така е, да. Супер. Самуел? Кој е вашиот омилен автор или уметник? Автор, уметник или научник? Јас идам многу по лични контакти и би рекол професорката од факултет што е врвен мислам автор и ученик во Шведска, во факултетот во Шведска, во Linnaeus University се вика, Мануела Нилсон се вика таа. Голем поздрав до професорката. Кој е најдобриот совет што ви го има дадено, вака, затоа што професорите може или да не инспирираат или да не демотивираат често. Па еве кој е најдобриот совет од некое неизино предавање или некое неформално дружење кое што ви го дала, а ви останал така? Не можеби совет, ама она беше така, многу беше строга, што не е толку обично во Шведска и таа од Германија, ама во Шведска се живее и на многу ама на строг, ама на фин начин предаваше и учеше, и секогаш јас можеби малце каснев со некои ствари и она секогаш знаеш ме форсираше и ми гледаше ама на убав начин, на добар начин ми го кажуваше, тоа ми останува дека може на строго, ама може културно и фино да се направи тоа. Секоја чест. Браво. Убаво. Кога веќе зборуваме за тоа, само јас би сакала да те прашам каква е ситуацијата со неформалното образование во Шведска? Дали луѓето повеќе одат на факултети или повеќе земаат неформално образование? Па, секако дека и неформално образование е голем дел од општото во Шведска. Мислам дека тука
повеќето идат во факултет во Македонија. Така е, сите се на факултет. Да, во Шведска не е баш така и многу зимат ова гапиер што е не зимат пауза некоја или неколку години. Години, така. Јас пример 5 години чекав дури почнав на факултет. Тоа беше најобично во Шведска, никој не се чудеше, а тука кога доаѓав се менуваат работите, се чудеа малце. Затоа што знам дека во Шведска многу мал број на луѓе се запишуваат на факултет. Повеќе се инвестираат во себе и одат затоа што ви имате феноменално неформално образование таму. И сите земаат школа по 2-3 години нешто и така живеат одлично. Не идат на факултет или мале бројот на луѓе што се запишуваат. Има такви обуки што се ги прават експертиза за некои области и тоа им е подобро и побрзо ќе завршат, побрзо ќе почнат на работа и има повеќе опции да кажеме. Супер. Добро, да, што кажа Александра, може би кај нас полека се менува и луѓето идат и кон неформално образование и се едуцираат можеби подоцна. Но промените нека бидат позитивни во секој аспект. Да ги видиме сликите, да ги запознаеме нашите гости и низ фотографии. Елена, со кој ќе започнеме? Па не знам, еве Јуле гледам дека од незините фотографии режијата одбра Јуле да биде прва, така да режија, ајде ве молиме да видиме Јуле што ни прати, повели Јуле. Па јас не пратив, не знам ова кој го пресем. Па сега поздрав до нашиот уредник Роберт Јанков, кој секогаш знае да изненади да. Да. Ова е слика од самиот настап на Макфест оваа година, јубилеј 40 години. Се погрижи за вашиот изглед, убаво. Лично јас и девојката која што ме шминкаше, Моника, еве ја поздравувам оваа прилика. Инаку сликава е преубава, тука е момент на една прекрасна емоција, интерпретација, пренесување, нели, енергија на самиот текст, с преубаво нешто. Според мене. Сите оваа година, сите што беа на Макфест, сите се некако презадоволни од целиот овој настан, што е за пофалба. Апсолутно, да. Ова не од некој спот? Ова е, да, од снимање на спотот Мој си грев. Да, убаво ме фати тука, еве, спотот што ќе го видиме на крајот од ова. Да, убава слика. Исто ова е снимање на спот на Жена кралица, или Жена кралица, која што ја има и на српски јазик за Гран телевизија. Со круна тука, нели, Жена кралица. Ево и тука момак из другog града, песна исто на Гран телевизија, момент на прекрасна емоција. Колку српскиот пазар ви е близок и колку таму може повеќе да и почесто да се настапува за разлика од Македонија? Па види се, зависно од интерпретаторот. Да, зависи, да. Тој изведувачот, артистот. Да, ама сакаш да се бидеш и на тој пазар, што е за тебе еден плюс. Па така, јас изминатата година бев доста и актуелна и таму, на многу емисии, гостувања, презентирање 3 песни во тек на 3 месеци, така да можно и понатаму да продолжи, нели, соработката, меѓутоа сега сум малце посветена овде. Исто еве. Макфест. Макфест, да. Знам дека многу од музичарите, вака како ќе кажат дека нели снимаат песни на српски затоа што сакаат да се пробијат на тој пазар, се и нели критикувани, што мислам дека е нормално. Не можам да кажам дека е нормално, меѓутоа критиките често доаѓаат. Сега ти од Македонија, зошто ќе пееш зошто пееш српски на македонски? Каков е твојот став за тоа? Мислам, мој личен став е дека нели секој сака да се пробие, да си направи поуспешна кариера. Мислам, никој не ти го спорува потеклото дека си ти од Македонија. Каков е твојот став? Апсолутно. Види, јас сметам дека музиката сепак нема граници. Јас лично во мојот репертоар имам песни од секој можен јазик. Значи, англиски, странски песни, и грчки, и српски. Нормално дека кога сум тука во Македонија секогаш ја презентирам македонската, мада кај да отидам секогаш првенствено е македонската песна, затоа што потекнувам тука, живеам тука, родена сум тука. Меѓутоа морам да кажам дека јас сум по мајка и по татко србинка и девојачко презиме ми е Влајковиќ, така да имам и таа шанса да и во Србија бидам актуелно, зашто да не? Така е, супер. Одиме со еве режијата бира од Самуил. Ајде режија вие како што сте тргнале, така нека биде, повели Самуил, каде ова? Ова е во шведската влада. Тогаш ова беше лани, тука работев во владата лани. Што ве научи? Тоа ме научи многу за шведскиот систем и многу за шведското општество и
Ова е баш салата кај што се сите одлуки земени. Многу интересна, многу убава зграда. Ако имате прилика и може да посетите. Но тоа беше убав дел од животот. Отворена ли е владата во Шведска за посет, граѓански посет? Секако. Тоа во Македонија не е случување. Не, тоа 100% отворено. Одлично. Има тури што се организираат повеќе пати на денот. Браво. Тука добив диплома од шведскиот крал пред 2 години за една обука во лидерство што студирав. И така. Официјалниот дел. Врачување на дипломата. Да, Кога точно. гледаме се на фотографија? Сега гледаме, волонтирав во Украина пред 2 години со мојата невладина организација, исто имам јас невладина организација од страна на комората. Бевме во Украина, ова е во Киев пред 2 години. Баш за Како време го на надминавте војната. стравот и заминавте токму во Да. Украина? Како го надминавте стравот од војна, од она што е актуелност? Ова е мојата мачка. Од нешто негативно идеме на нешто позитивно. А иначе, мислам, јас често патувам за Украина и имаме некои иницијативи кај што помагаме за Украина и така што сум го поминал тоа. Момент да на кажам, страв. да. И Момент на нежност, милост, како се вика мачката? мачката се викаше Симба. Да, Симба се викаше. Ова е домаќин нас во Шведска. Не е лавче, ама убаво именце за Да. Симба. Ова е кај тука нас. дома, матка, да. Супер. Гледав малце различни слики да испратам и Така од треба. двете држави, така што ова е. Да, матка и кањонот матка е прекрасен. Практикувајте го ова со сите кои доаѓаат од Шведска, Да. бидејќи не ви сте не Тоа секако, тоа ми е приоритет кога носиме гости од Шведска, дека секогаш идеме во на матка. Навистина е преубаво. Тоа ми е Супер. фаворит таму да идеме. Добро. Следна режија. Овде долги години работам во затворска полиција во Шведска. Навистина? Се работам со меѓународен транспорт. И тоа е слика од таа работа. Затоа и Видите, сам човек со многу професии. затоа и 5 години не чекав да почнам со факултет, пошто работев во затворска полиција во Шведска. Тоа Интересно. скроз нешто друго. Различно. Скроз нешто рендом така, ама многу интересно искуство и многу научив таму. За редот, правилата, за системот во Да, Шведска. да. И многу личен контакт со многу различни луѓе, така што реално учиш многу од тие луѓе. Ова прв пат кога бев надвор од Европа, бевме во Кенија, исто со мојата невладина организација пред има сега 4 години има. Бевме во Африка, во Кенија, на некој проект таму 2 недели. И тука бевме во некој село Ептен негде на страна, и некој од вие прв пат и гледа некој бел човек. Од овие деца, тоа беше тоа ми е едниот од најинтересните моменти во животот, искрено. И Не, за децата тоа ја се одбрав оваа искрени. слика, да. Да. Ова е еден познат шведски крал, се вика Густав Васа, тој е во црквата во Упсала. И ова ми е интересен момент, пошто тоа ми значи многу исто да покажам и од шведската страна. Култура и така. Супер. Ова е во Турска со падобран, така се вика Така е, падобран. да. Ова практикувајте го во Охрид, така Да, ова сум били во одоживување, Охрид, да, сум ова били во Охрид, одоживување може да се секако ме тоа е. Како можеш, извини, да ова да го... Ја не, ја Па, ова. Јулија те охрабрува да го направиш ова. Искрено многу ми беше страв, да. Секоја Ова играв за македонска репрезентација во хокеј на лед, кога имаше, сега веќе нема. И тоа ми е можеби најубав момент во животот кога игравме во Германија и победивме цел турнир. Во финале победивме против Португалија. Зборуваш. Тоа ми е едни од најубавите моменти во животот. Ова беше 2018 година. Што се немаш правено во животот? Вака по фотографиите што гледам, сегда си бил, во се нешто те има, браво. Да, Има ли уште режија?
А, толку се? Па со македонското знаме можевме да завршиме. Да, супер. Да, супер. Малце Македонија, малце Шведска. Така е. Да. Убав баланс. Да. Андреја, ти беше ли во Кенија? Да се надобразаме, видов дека бил само во Кенија Кенија. е на врвот на омилени земји кои сум ги посетила, апсолутно да. Ке правиме заеднички проекти со Апсолутно, невладините. апсолутно мора да направиме нешто заеднички и апсолутно може да е на кај Кенија. Тоа е идејата на оваа трпеза, да ги обедини профилите кои ги имаме и кои најчесто сакаме да ги поканиме за гости, така да ќе ни биде драго да по ова гостување се направи една убава соработка, Јуле да настапува во Шведска. Зошто? Да имаме убава соработка во делот на оно што заедно го правите и невладините кои што ги имате, така да може да се направи многу. Ние веќе имавме таква иницијатива, гледавме за Евровизија, за да ги споиме шведски продуценти со македонски артисти. Тоа веќе имаме Одлично. работено пред неколку Супер, месеци. супер. Така што имаме интересот од секоја страна. Така. Да ги погледнеме сликите на Андреја и да ги раскажеме истите. Она што го споменавме во првиот дел, новогодишниот базар, да го споменеме уште еднаш. Андреја, Така мора да го споменеме повеќе пати за да луѓето наистина запамтат зашто сутре зафатени и како ќе го поминат саботниот ден. На оваа слика е нашето флаерче, каде може да видиме кои се организатори, но може да видиме и кој се поддржувач или учесник. Да напоменам дека во 16 часот почнува да не забавува Наташа Мијатовиќ Мијата. Прекрасна. Тој глас не се Значи, пропушта. не, таа е прекрасна. Таа харизма апсолутно не треба да ја пропуштите, така што ако и утрото сте зафатени, дојдете попладне да се подружиме. Еве како се ги поминуваме деновите во гнездо, си правиме ежиња, собираме лисија, користиме природни материјали од нашето обкружување, од нашето дворче и се трудиме да бидеме креативни. Супер. Ова е истото. Тоа ни е целиот процес, лепење, склопување. Ова е 1 септември и повеќе од 15 дечиња што добија целосен прибор за школската година. Дел од овие дечиња не одат на училиште, дел сега започнаа да одат, со дел уште се учиме колку е важно училиштето. Со некои деца, со некои родители исто се учиме колку е важно децата да одат на училиште. Бидејќи станува збор за семејства, каде генерацијски училиште не е познат термин, ниту е навика која ја практикувале, иако во нашата држава образованието е задолжително и основното и средното. Имаме се уште семејства чии деца не одат на училиште. За жал. Ова е нашето дрво и ова е една слика од порано. Требаше да пратам уште една од тоа како изгледа сега. Секој од дечињата кои доаѓа во гнездо го црта своето раче, пишува некаква порака, своето име и го лепиме на нашето дрво. На 15 мај ова дрво имаше само 5-6 рачиња, односно поголеми раце од нас, тимот на гнездо, но ќе пуштам некоја слика да пуштите во некоја следна емисија, да видите како изгледа сега и колку е ова дрво пораснато и колку многу рачиња има во моментот. Можам да замислам. Ќе видиме утре. Апсолутно, да. Сите што ќе бидеме таму. Ова е уште една интересна работа. Во гнездо славиме родендени. Некои од дечињата што доаѓаат во гнездо за прв пат во животот слават родендени. Навистина е емотивно да се следи целиот процес од тоа веќе за тоа што имаат научено, нели, дека славиме родендени, па неколку денови пред роденденот најавуваме, во петок ми е роден ден, знаете ли сите? Па правиме честитки, тоа е еден цел процес, правиме украси како да украсиме училницата, еве тука имаме нешто среќен роден ден, пишуваат позади. Гнездо обезбедува тортичка и еден така символичен подарок за секој детенце. Гласно пееме, играме, се радуваме. И ние двај чекавме роден ден дали дојде Ама кога бевме мали. апсолутно, апсолутно. Еве ова е еден од пакетите како изгледа пакет донација на храна. Ова е нешто што го добиваме како донација од граѓани или одговорни компании. Не е никако покриено ниту од поддржувачите, ниту од државата, ниту од австриското министерство, но за среќа
постојат лица, граѓани и општествено одговорни компании кои се Јавно ги покануваме тој број да се зголеми, со оглед на во секој мисијата која момент. што ја имате и дополнително ќе ве посетиме за да направиме прилог каде што повеќе минути ќе одвоиме за ова и да ги видиме дечињата кои што верувам ќе бидат во поголем број. И целата мисија што ја Секој еден имате. е добре дојден, вие особено, значи во секое време сме тука. Еве, ова е една посета од австриската делегација која имавме од австриското министерство за труд, социјална работа, грижа, здравје и заштита на потрошувачите. Тие имаат наистина долго име на министерството и опфаќаат голем број на сфери кои ги работат. Ова е нешто што се случи пред скоро време, не посетија Телеком, со нив цртавме, садевме дрва, правевме алки, децата беа воодушевени од тоа дека ете, некој им дошол на гости. Се надевам дека се покажавме во позитивно светло и дека и тие имаат позитивни импресии. Засадувате дрвца? Засадувавме дрвца, значи сега веќе имаме мини шума во дворчето. Па на пролет ќе садиме и некоја земјоделска градина, нешто Може, да си одгледуваме за да може да си го користиме понатаму. Колку е лесно да се интегрираат или тешко децата во сите вакви активности или со радост учествуваат? Децата учествуваат со апсолутна радост и немаме проблем во интеграцијата на деца во активности. Поголем е предизвикот на Родителите. Па не само на родителите, туку на интеграција на овие деца во редовното образование, во општеството, во заедниците. Многу често овие деца и овие семејства живеат во некои изолирани населби, во некакви импровизирани куќи, ќе искористам дури збор гетоизирано. Значи не се мешаат со други лица, не разговараат со други лица и предизвик за нив е утре тоа дете да почне да оди на училиште и да комуницира со деца со кои никогаш немал контакт. Да. Во овие деца, бидејќи по некоја случајност се случи да голем број од децата што доаѓаат се од ромска националност. Дел од дечињата кои ни се најмали се уште не го говорат македонскиот јазик. Па тука допрва се учиме и да зборуваме и да се однесуваме и да имаме добри навики. Имате ли некоја психолошка стручна помош овде во Гнездо? Да, Гнездо располага со наставник и социјален работник кои се постојано тука за децата, значи се вработени на цело работно време, но имаме надворешни соработници, психолог и специјален едукатор и рехабилитатор кои доаѓаат 2 пати во неделата и ја пружаат поддршката на децата и на семејствата. Така. И на тимот, морам да кажам. Супер, ви На посакувам сите ни е успешно, потребна да, повеќе или апсолутно. помалку. Замислете нас како ни е со јавна професија, така да... Апсолутно, да. Речи сме се пред крај на овој ново гостување, но ајде, кои ви се предизвиците, целите за следната година и како ќе ја заокружите оваа година? Јуле? Па оваа година, како ќе ја заокружам, фино, убаво, Позитивно. остварена, да, позитивно остварена. Секако, сега за наредна година нормално секогаш има нешто ново да се постигне, некои нови цели, секако на професионален, на приватен план, секако. Така да пред се посакувам да сме сите живи, здрави, среќни, секогаш весели, расположени, колку и некогаш да не можеме, да можеме на некој начин. И нека е среќна новата 2026. Така. Да. Супер. Повели, Самуел? Па ние ја завршуваме годината со отварањето на комората, отварањето на нова билатерална стопанска комора меѓу Шведска и Македонија и сме полни со енергија. Сега од наредна година почнуваме со конкретна работа, имаме многу планови, многу ствари што сакаме да правиме и еве од 1 февруари ќе имаме 2 практиканти тука во Скопје на целосно што ќе се посветат на комората. Планираме да вработиме некој во кратко време и сега се фокусираме 100% на фирмите, на членовите. Моментално имаме 20 фирми што не поддржале со донации од почетокот и
од 1 јануари почнуваме со членство Така. за фирмите да бидат дел од комората. Јавно да упатиме апел каде може да ве лоцираат, имейл адреса, значи каде може да се приклучат страна оние може кои би што имате. сакаат Да. да отворат соработка, веб страна секако споделете. Секако, веб страницата е многу едноставна, тоа е smcc.mk. И исто мејлот е info@smcc.mk. И може на сите социјални мрежи, Swedish Macedonian Chamber of Commerce, многу едноставно, ќе не следат, тие таму ќе најавуваме се. Така, за оние македонци кои сакаат да направат соработка со Шведска и обратно. Точно Одлично. така. Тука останувате за нова година? Тука сум еден месец сега, да. Тука ги гледаме за канцеларијата, сега да отвараме и неколку други работи. Имаме доста работа моментално, така што тука ќе останувам и ќе биде многу интересно и енергично. Па кога е работно е секогаш интересно, да. Какви се вашите очекувања само за следната 2026, затоа што нели на самиот крај отворивте комората и ви имате една успешна приказна. 2026 ќе има ли уште повеќе? Ки има многу повеќе. Тоа очекуваме, значи сега имаме толку многу работа, не знаеме од кај најпрво да започнеме. Така што има стварно многу работа, затоа имаме и гости од Шведска тука во студио исто. Пошто сега овие денови максимално, значи од забајле до ноќ вечер. работиме. Браво. Така што моментално ќе гледаме да ги планираме наредните настани, да гледаме конкретно како да работиме за да понатака успееме како комора, ама тоа гледаме многу позитивна иднина, искрено. Ми се допаѓа твојот оптимизам, задржи го и во следната година, па и се понатака, па ќе се видиме во 2026 да повторно да ни дојдеш да споделиш, нели? И во канцеларија повеќе време ќе посветиме и прилог ќе Може. направиме за функционалноста на истата, за да споделиме, Супер. како што споминавме кај Адриан, повеќе минути за она што го правите, така да И 2026. кај Јуле во кафана. И тоа може да го направиме Па што, па и секако. незината канцеларија таму е што само Па може и во некоја сала на концерт, така. Може да така, може и во Во Стоком да концертна дојдете. сала, која што би направиле следно нешто убаво. Имаме во Македонија на вистина, така да ви посакувам тоа да го Се надевам, реализирате следна се година. надевам. Браво, Јуле, да. Андрече, планови 2026 очекувања? 25-та завршува одлично, Браво. сите сме на број, сите се што треба да се тука. Проектите функционираат одлично, значи на приватен и на професионален план е се како што треба. 26-та само да сме барем волку среќни, барем волку бројни и Може и нека побројни? и може и побројни и нека оди само на убаво кај сите. Затоа што јас велам, колку е околината среќна и задоволна, толку и лично Така. ќе чувствуваш задоволство и среќа. Ама кај тебе се гледа дека ти си природно, мислам и внатрешно исполнета, така да тоа се одвива, се одразува, се извинувам. надевам. И на работата. Се надевам дека се одразува, да. Да, супер. Ви посакувам навистина голем успех со Гнездо, посебно оно кој што го кажа Александра, следно е да дојдеме кај вас, па ете на гледачите чисто да им ја пренесеме и таа енергија која што ја Одма има јас ќе таму. го извадам списокот. Ти, Александра, не е неко задолжена за тоа. Гости, списоци, снимања, значи се што треба, обратете се кај Александра. Александра сака да ги предвиди работите или да дополнително професионално пред време да ги закаже. Да, ја мирна главата, да не ги мисли така. Така. Што и е супер. Така да 2026 верувам дека ќе биде навистина доста интересна година и за вас и нормално еве јас би упатила и апел она кој што го кажа да сите граѓани, не мора да бидат и компании, меѓутоа и компаниите ги повикуваме сите оние кои што се општествено одговорни или едноставно луѓе кои што сакаат да помогнат, кои што сакаат да дадат некој допринос за овие дечиња, слободно да се обратат кај вас во Гнездо. Јас верувам дека секоја помош од нив ќе ви биде добро дојдена. Апсолутно. Така е, режија, дали сме при крај? Само сака да каже нешто слободно? Сакам да кажам дека сите сте многу добре дојдени да дојдете во Шведска во наредна Благодариме. 2026 година, Така. да ќе ве очекуваме да во Стоком и за Јуле, може музика, и концерт за во невладина. Стокхолм да иде, ама ние сите да одиме на концерт. Секако, секако. Договорено. Да. Добре Сме дојдени. посетиле, државата е извонредна. Ние повеќе посакуваме што повеќе луѓе од Шведска да посетат Македонија, бидејќи навистина имаме што да покажеме и прикажеме и да си ја сакаме повеќе државата. Ти благодариме на отворената покана, а ние покануваме што поголем број луѓе од таму да ни дојдат тука, кои верувам дека ќе ја раскажат приказната, па ќе станеме што побројни, особено во делот на туризамот, на развојот и на она што си го посакуваме за оваа татковина во 2026. Јас морам да кажам дека
Самуил е со пријател од Шведска тука и сега за време на рекламите кажа човекот дека е превозбуден што е тука, едва и чека за дека прв во пат во Битола треба да иде, да, во прв пат Да, е во во Битола, Македонија. да. Не слуша сега, мислам не разбира човекот, ама кажа дека е превозбуден и дека едва чека да види Битола и Охридско сакаше човекот да каже дека едва и чека да ја истражи Македонија уште повеќе, што навистина е многу убаво да се слушне, посебно од некој странец и некој што прв пат е тука. Оскар е дел од комората, он е советник на комората, така што ќе доаѓа и многу почесто во Македонија. Така, супер, се надам дека Елена, може шведска снага да ја направиме? Не. Се шегува. Не, веќе тоа не. На оваа трпеза се договара. Така да на оваа трпеза се прават јавни или Александра се договорите, ама знаеш како викаат, значи не прави планови. Таму некој се смее на плановите. Животот не иде по план. За жал, животот не иде по план. Така, пушти како тече, не знаеш како ќе биде. Така е, рече, готови сме, така? Добро, што сме готови, добро, ви благодарам многу. Ние може да траеме и подолго од предвиденото време. Да ги ослободиме гостите, ви благодариме многу на сите што дојдовте и ви посакуваме многу успешна година и во новата година кога ќе се видиме, кога ќе дојдете да споделите навистина еве успешен почеток на 2026-та веќе тогаш ќе биде. Убав ден да си имате сите, па се гледаме во следна прилика. Благодарам. Ете така.